опис на гуслот. Ова е битно. Ова е битно меселе и битен пропис. Гуслот има две форми. Гуслот имат две форми. Првиот е задолжителен доволен минимален гусл. Тоа е задолжителниот минималниот гусл. И вториот пожелно, што пратеникот салаллаху алейхи ve sellem го практикувал повеќе овој вториот. Првиот е задолжителен, ваџиб. Без него немој да клањаш, немој да извршуваш таваф и така натаму други некои ибадети што е пропишан гуслот. Како Куран. Куран не смеш да читаш, ќе спомниме што е забрането човекот да прави додека е џунуб. Има некои работи што му се забранети. Првиот што велиме доволен и минимален гусл задолжителен е да го опфача целото тело со вода. Да го опфача, значи да влегува во туш и целосно да се тушираат, да се капи. Само му дават, ја чистит устата и носот. Ниетит прво со срце дека ова го прави за гусл и за отстранување на безабдесната состојба, ова му е обавеза. Да ниетит со срце, потоа влегува и се капи целосно. Ова е општата форма, што веćината ја практикуваат кај нас. Веćината ја практикуваат ова форма. Влегуваат, се тушираат целосно и само да пазат дека заборават на устата и на носот да го мијат. А устата и носот се од лицето. Според најисправното мислење на учењаците. Аллах субхану ва таала вели кога ќе станете за намаз да клањате, фагсилу уџухакум, мијте ги вашите лица. И во лицето влегуваат и носот, влегуваат и очите и влегуваат и устата. Затоа кога ќе земиш целосен гусл, изми го и носот и устата. Немој да заборавиш. Сега другата форма, ова што е пожелно, прво да ниетот. Да прави ниет за гусл. Второто да велит бисмила. Ова не е ова е, кажам, пожелно, не е задолжително да велит бисмила. Пред да влегува да се капит. После ги мие дланките. Потоа го мие што? Половиот орган од она што е мој да имат останато од нечистотијата. Го мие половиот орган. Потоа што велиме? Потоа зема абдес. Ниет, бисмила, миеме раце, миеме половиот орган. Потоа што? Земиме абдес. Ги миеме рацете, што? Вода на устата, на носот, исто како што земиме за абдес. Земиме како што земиме абдес. Потоа зема абдес како што зема за намаз. Шестото, потоа земање грст вода. Знаете што е грст? Кој знае што е грст? Македонски не знаете, ха? Да, земиме грст со вода, со која се расчеслува косата. Значи, земиме и ја ставиме во главата. Полни две раце со вода и ја ставиме и ја расчесламе косата со вода. Продирајќи со прстите до корените на косата. Значи водата да влегуваат, кога земиш грст со вода, ставиш после со прстите за да влегува тоа натре до корените на косата за да има допир до кожата. Потоа, после ова уште 3 грстови други со вода. Фрлиме над глава. Затоа пратеникот салаллаху алейхи ve sellem така го има правено. И со тие исто да стигне до корените на косата. И потоа што правиме? Седмото што правиме? Истурање вода низ целото тело. Туриме вода низ целото тело. Значи го миеме целото тело со вода. Некои од учењаците што велат? Прво десната страна, после левата страна, затоа што е дојден во два ривајети. Хадисот на Уму Селеме и е дојден хадисот од Аиша
радијаллаху таала, некој велит го миеме прво, ја миеме прва десната страна, потоа ја миеме левата страна, затоа што пратеникот салаллаху алейхи веселем сакаше за добрите работи да почвите од каде? Од десната страна. Ова е хадис. Од Аиша радијаллаху таала, миеме десната страна, миеме левата страна, потоа фрлиме целосно вода над телото и потоа ги миеме нозете. Или моиме да ги миеме нозете на почетокот, кога земавме абдес. Добро, ова ако е местото како што ние ги имаме денеска, баните, местото каде што се тушираме тушот, ние имаме со плочки сега. Порано пратеникот салаллаху алейхи веселем нозете ги оставаше на крај да ги миет. Зашто заш беше местото со земја. И кога се капеше тука, нечистотијата остануваше над земјата. И пратеникот салаллаху алейхи кога завршеше целосно со гусло, се острануваше мало на страна, потоа ја миеше десната нога и потоа левата излегвеше надвор. Сега ние имаме со плочки и водата ојд или со када и водата ојд, затоа можеме да ги миеме нозете уште кога од почетокот кога земиме абдес и ова е описот на гусло целосно. Кој може да го каже накратко? Мустахаб треба да знаете како. Кој може да го каже? Првото? Значи ги миеме дланките. Нијет, прво нијет, после бисмила. Ги миеме дланките, ги миеме половиот орган. Добро. Земаме целосен абдес. Абдес. Како што кажа? Грст. Да, грст и ги миеме, значи главата миеме до корените. До корените, да. После земаме уште 3 грста, па целосно го миеме телото. Тај грста фрлиме над главата исто. Над главата, да, целосно телото. После целосно телото, на десната страна, на левата страна и после целосно телото и после ги миеме нозете или моиме нозете на почетокот од гуслот. Лесно е? Лесно е, не е тешко. Значи ово е описот пожелен што е пожелно, мустахаб да се практикуваат. А доволно беше она што беше задолжително, општо, како што го прават веќината на народот. Што прават? Ниетет само и влегуваат се тушираат целосно, само да не забораваат устата и носот да го измиет. Јасно? Сега нормално човекот треба да внимава и во ова завршиме со ова денеска. Во местата каде што може да нема допир на водата додека се капит. Имат некои места што треба да пазат. Зашто може да се тушират комплетно, а може некои места да останат суви и да не му е валиден гуслот. Прво, местото каде што течат солзите, овде треба да внимава. Зашто може овде да нема допирот од водата, овде, во ова место. Кажавме и кога учевме за абдесот. После, под долната усна, овде. Учењаците велат, треба да пазит овде. Дали му е овде имат стигнато водата или нема допир на водата до кожата. Другото, под пазувите, ваму. Сега зашто ние имаме бойлер со вода и го пуштиме и мој да не фатен. Ама порано тие со кофи, и можеше да немаше допир од водата до кожата. После папакот. Треба да пазит во папакот. Посебно оние што имаат во папакот како внатрешен дел му влегуваат. Тие треба да стават вода во папакот. После колената, ама не од напред, него од позади, треба да пазит во колената. Мој да нема допир на водата. Или да пазит ако имат сат, например ставен, сатот, или прстен, треба тие да ги мрднат од место за да имат допир на водата до кожата. Сега жената, знаеме дека има долги коси. И некогаш прават плетенки. Ја врзат косата или прават плетки. Дали му е нејзе обавеза да ја расплета косата кога се капит или не му е обавеза? Учењаците велат во ова меселе имат 3 мислења на учењаците. Има 3 мислења на кого? На алимите. Првиот велат обавеза му е да ја расплети косата. Било тоа од интимниот однос, од џунуп, интимен однос или џунуп, или било од месечниот циклус кога се капит. Значи имат разлика, жената се капит или од џунуп, или од месечниот циклус, или од постпородилниот циклус. Второто мислење велат
обавеза му е кога се капи жената од месечниот циклус да ја расплета косата. Да ја расплета коса, ако имат врзана, стегната, мора да ја расплета. А не му е ваџиб, не му е обавеза ако е од интимниот однос. Зашто велат? Зашто интимниот однос или џунублокот може да се повтори почесно. А месечниот циклус еднаш во месецот. Зато велат тогаш таму морат да ја расплетит косата за да се капит добро целосно. А ако е од интимниот однос или таја е џунуб, не му е обавеза. Доволно му е што поради хадисот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем што му рече на една жена, на Уму Селема, усвари тај рече ја Расулуллах, јас цврсто ја врзувам косата и правам плетки. Рече, дали ми е обавеза мене да ја расплетам косата кога се капам од интимниот однос или од џунублокот? Пратеникот салаллаху алейхи ве селем му рече не. Него доволно е да земиш 3 грсти со вода и да ставиш на твојата глава, за да стигне до корените на косата, да има допир, а во тоа велит туширај се или капи се целосно и ова вели ти е доволно. Ова е второто мислење. Третото мислење, учењаците што велат? Велат нема потреба да ја расплетит косата, било тоа од месечниот циклус, било тоа од интимниот однос. Но ние, она што се мисли наисправно и покомплетно е, дека жената, ако се тушират или ако се капит од месечниот циклус, да ја расплетит косата. Ако е од џунублокот, од интимниот однос или џунуб, не му е обавеза да ја расплетит косата, ако ја имат врзана. Јасно до овде? Свативте? Овие месели треба да се учат и да се кажуваат, зашто луѓето можда грешат во гуслот, грешат во прописите на абдесот. Научивме нешто што можда не го знаевме порано. До овде за денеска и за вечерва, а за понатаму ќе продолжуваме во другите дерсови прописи за онај кој е обврзан за гусл. Има некои прописи што му е забрането оној што е џунуб или имаше интимен однос, некои работи му се забранети во исламот, што тој не сме да ги практикуваат се додека е во тоа состојба. Аллах најубозноит, Аллах да ве награди за трпението и за сабурот. Го молиме на Аллах субхана таала да ни го зголемит знаењето и корисното знаење. И во идниот дерс иншаллах ќе зборуваме или за суннети заборавени од пратеникот салаллаху алейхи ва селем, или за придобивки од намазот во џемат. Имаме ние отворено сега за сега 3 тематики, 3 книги. За фикхот 40 придобивки со намазот во џемат и суннети заборавени, што се бидени во времето на пратеникот салаллаху алейхи ва селем и луѓето не ги практикуваат во ова време и ние ги учиме за да ги оживеме тие суннети, затоа што да го земиме севапот. Што вели пратеникот салаллаху алейхи ва селем, дека оно што ќе оживе некој суннет што е заборавен кај луѓето во времето пратеникот го правеше и асхабите, сега е заборавен, вели пратеникот салаллаху алейхи ва селем ќе ја земит наградата и велите и сите оние што ќе работат со тој суннет после него и него ќе му ет севап за тоа добро дело, без да му се намали наградата на овој и на тие. Јасно? Аллах да ме награди. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.